Американската влада наведува дека Македонија е извор, транзитна зона и крајна дестинација за жени и деца присилени на проституција и работа. Жртвите од надвор доаѓаат од Албанија, Бугарија и Косово, а заедно со жртвите од Македонија завршуваат во Јужна, Централна и Западна Европа. Македонија годинава падна категорија подолу во групата 2, во која се наоѓаат земји кои целосно не се придржуваат до минималните стандарди, но прават значителни напори. Во тој контекст, извештајот наведува дека владата на тамошно ја засилува својата агенда против трговијата, дека за прв пат објави национален извештај за проблемот, дека во септември 2009 официјално усвои национален акционен план до 2012 и оти за прв пат од буџетот одвои средства за примена на планот. Па сепак таа не осудила ниту еден сторител за шверц со луѓе, идентификувала помал број на жртви и не обезбедила средства за невладините организации кои се бават со проблематиката, стои во документот. Стеј департментот препорачува владата поенергично да ги гони трговците со луѓе и да ја зајакне соработката со невладиниот сектор. Извештајот за трговија со луѓе 2010 што го изготвува Стеј департментот овој пат ја одбележува 10 годишнината од клучни настани во борбата против модерното робство. Овој камион реплика поставен пред градското шеталиште во Вашингтон, каде како заложници биле држани жртви на трговија со луѓе во Флорида, е типичен пример дека ваквиот вид на робство се уште постои. Во 2000-тата, Соединетите Американски држави донесоа акт за заштита на жртвите на трговијата со луѓе, а Обединетите нации освоија документ познат како Протоколот Палермо за заштита, укинување и казнување на шверцот со луѓе, особено со жени и деца. САД во извештајот предупредуваат 13 земји од најлошата, група 3, вклучувајќи ги Иран, Северна Кореја, Куба и Бурма, на санкции поради тоа што не ги исполниле минималните меѓународни стандарди за борба против трговијата со луѓе. Во извештајот се наведува и дека 12,3 милиони возрастни и деца ширум светот во моментов се жртви на принудна работа или проституција. Американската државна секретарка Хилари Клинтон извештајот го нарече каталог на трагедии што светот не може да ги прифати. Во овогодишниот извештај за прв пат се вклучени и Соединетите Американски држави, кои се наоѓаат во групата 1, земји што целосно ги исполнуваат стандардите.